Општина Босилово е рурална општина со 14.260 жители и 16 населени места. Главно занимање на населението е земјоделските дејности и карактеристично за населението од нашата општина е тоа што и покрај тоа што се наоѓаме во еден регион кој што се смета за малку побогат, да кажеме, во Македонија, карактеристично е тоа што има еден процес на иселување на дел од населението, процес кој е почнат некаде во 67 година и по последните информации и податоци што ги имаме, некаде околу 15% од населението е на привремена работа во странство, најповеќе во западноевропските земји, Швајцарија, Германија, во последно време Италија и Словенија. Како рурална општина, значи ги дели проблемите на сите рурални општини во Македонија и најголем дел од проблемите се врзани со инфраструктурата. Затоа, имајќи го предвид тоа, програмите и плановите што ги правиме, најмногу внимание обрнуваме на подобрување на комуналната инфраструктура. Во изминатиот период од 6 месеци го доизградивме водоводниот систем во две населени места, Робово и Куќево, со некаде околу 340 домаќинства и 1260 жители. Водовод кој што го приклучивме на регионалниот водовод Иловица, кој беше изграден во периодот од 2000 до 2005 година. Во текот на изминативе 6 месеци, исто така и реализиравме и програмата за изградба и реконструкција на локални патишта и улици. Асфалтиравме околу 4000 метри квадратни улици во 4 населени места. И покрај тоа што ова година овие средства се прилично намалени, некаде за 35 до 40%, имајќи предвид светската економска криза и влијанието што го има во нашата држава, се потрудивме покрај средства од оваа програма да обезбедиме средства и од буџетот на општина Босилово, така да можеме во повеќе населени места да имаме такви интервенции. Друг проект кој ни е во фаза на реализација и кој е вреден за спомнување е изградба на нова училишна зграда во населеното место Старо Балдовци. За ова населено место е карактеристично тоа што тука имаме мешовит состав на населението по етничка основа. Значи тука живеат македонци, турци и роми. Средствата за изградба на училишната зграда се обезбедени од донација од норвешката влада преку Агенцијата за имплементирање БАР ЕЦ од Скопје. Тоа е една комбинирана инвестиција во која најголем дел од средствата се обезбедени од донацијата од норвешката влада, дел од средствата околу партерно одвојување на дворот и пристапот ги обезбедува општина Босилово, а дел од средствата обезбедува и Министерството за образование и наука по однос на клупи, столчиња и друг инвентар потребни за обавување на наставната дејност во училиштето. Друго за спомнување вредно е што општина Босилово по најновата поделба на Република Македонија на 8 региони спаѓа во југоисточниот плански регион. Значи тука се 10 општини од Струмичкиот регион, од Гергелиско и од Радовишко. Како совет на регионот учествуваме сите 10 градоначалници и донесовме
одлуки во кои приоритет даваме на решавање на проблемот на управување со цврст отпад. Значи, сите совети веќе ги донесува одлуките. Тоа е приоритет број 1, а приоритет број 2 е уредување на крајбрежјето на Дојранското езеро. Сите тие одлуки се донесени со консензус. Значи, сите 10 градначалници се сложија тие да бидат два приоритетни проекти, и тоа ни е веќе во поодмината фаза и веќе имаме и контакти и со нашите министерства, и со надворешни донатори, представници на одредени програми од Европската Унија, и се надеваме дека во наредниот период ќе влеземе во реализација на проектот за управување со цврст отпад.